Биењето на камбаните на секој изминат час на верниците им ја пренесува тажната вест за упокојувањето на Полошко-Кумановскиот владика Кирил. Во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово знамињата се на половина копие, а верниците кои доаѓаат се потпишуваат во книгата на жалост. Денес е најтажен ден за Македонската православна црква и нашата ни Богом дарувана Полошко-Кумановска епархија. Нашиот мил и сакан дедо Кирил се упокои во вечност. Денес е тажен ден и за нашата света држава Македонија, затоа што најголемиот темел и единствениот потписник за оформување на Македонската православна црква Охридска архиепископија повеќе го нема меѓу нас. Дедо Кирил беше меѓу најголемите бранители на Светоклиментовата црква и нејзиниот свет устав. Не дозволуваше до последниот здив од својот живот ниту едно туѓо влакно или валка на прашина да падне врз животот и дејноста на Македонската православна црква, ниту пак на нашата света држава Македонија. Не беше само високодостојник и архиреј, туку беше и голем човек од мајка роден, владика со царско достоинство, кој секогаш беше со овој народ, како и со неговите прекрасни верници од Тетово и Тетовско. Изгасна големото кандило на Тетово и Македонија, но затоа на небото денес си најсијена звезда пред вечниот олтар на Трисветиот Бог. Вечна благодарност за се што направи за твојот народ, твојот род македонски и за сите верници и добронамерни луѓе од Тетово и Тетовско. Почивај во мир, дедо Кириле, ангелу на земјата, Свето Климентова Македонска и ангелу на небото. Моли се ангелу секога за нас, за нашата Македонска православна црква и оваа света Македонија пред вечниот Бог. Нека ти е вечна слава на небото и вечна благодарност од сите нас, твојот духовен син, заедно со црковниот одбор при Свети Кирил и Методи, твоите свештеници и сите верници од Тетово и Тетовско. Митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил по кратко боледување почина ноќеска на 79 години. За неговото упокојување Тетовското архиерејско наместништво на Македонската православна црква отслужи помен парастос. Тој е човек кој што работеше за доброто на Македонската православна црква, за обединување на сите православни христијани во Македонија, диаспората, и не забораваше никој пат да ги спомни оние наши христијани, македонци кои што живеат низ целиот свет. Тоа беше човек кој што пример за како треба се сака својата нација, својата црква и сите своји сограѓани. Јас искрено жалам затоа што изгубив еден од најголемите пријатели што ги има во мојот живот, човек кој што многу помогна и за Тетово и за хоровите со кои што работам, и ќе остане во вечни сеќавања како искрена и личност која што имаше голема ширина. Он е главен потписник на свештенството за Македонија за архиепископалност на црквата, каде што има даден голем допринос со неговата способност, со неговата умешност, со неговата борбеност за православието. Кирил е еден од преживијаните беше кој што е потписник на Охридскиот договор. Бог да го прости, све убави зборови можем да кажем за него. Во прв митрополит во Македонија има
посебен почит и веројатно има и влијание у Македонија за развој на православието. За него све најнај да се каже, го посетувал татово често пати Великден Божич, он бил на цело тука и верниците имеа о него и да кажем и довери и беше почитуван како личност. Утре во 8 наутро во црквата Свети Кирил и Методий ќе се отслужи упокоена литургија, на која ќе присуствуваат свештеници од Тетовското архиерейско наместништво. Митрополитот Кирил 26 години ја водеше Полошко-Кумановската епархија на Македонската православна црква, во која се опфатени архиерейските наместништва во Тетово, Гостивар, Куманово, Кратово и Крива Паланка.